само дискутиравте или ќе донесете некаква одлука за конкретни мерки, за преземање на конкретни мерки за... Ние се уште состанокот е во фаза на одржување, значи сигурно дека ќе донесеме и конкретни мерки, и конкретни препораки до она што е наша обврска као заклучок исто, значи ќе донесеме, а исто така и предлог препораки до институциите што е нивна надлежност. Кој е најголемиот загадувач според вашите избори? Значи, според анализата која што претходно мислам дека ја ставиме на совет, дека направена една студија од Софинскиот институт за метеорологија, исто така помагаше и Австријската агенција за животна средина, градот Скопје и Министерството за животна средина. Најголемиот загадувач се домаќинствата со 32%, потоа сообраќајот со 20%, прашината создадена од уличната прашина и прашината од градични активности 19%, индустријата 18%, сулфатни соли 7% и нитратни соли 2%. Ова е официјална студија од Финскиот институт за метеорологија, каде што мерењето не е вршено тука е вршено во Финска. Мислам дека имавме и една работилница или дебата, како да ја наречам, пред 10 дена на оваа тема. И сакам да вујам дека градот Скопје оваа тема, значи не ја крие под тепих, туку ја држи постојано отворена, се со цел да најдеме што побрзо и што повеќе мерки, значи со кои што ќе намалуваме загаденоста. Вие знаете дека загадувањето не се решава веднаш и одма, меѓутоа исто така не треба ниту да седиме со скрстени раце, заради тоа што многу од искуство знаеме дека многу градови загадувањето го решаваат и со децении, некои со 10 години, некои со 20 години. Меѓутоа ние сметаме дека користејќи ги искуствата нивни и практиките нивни на тие на градовите, ние можеме многу побрзо да го решаваме овој проблем. Едно прашање. Втора година веќе поред во Скопје никако да се направи нешто конкретно, значи да се спасе дребна колку што може. Лани дадовте препораки, а еве на крај на година вие со станчи. За разлика од вас, ваш колега од Сарајево веќе воведе пар НЕПА, а има многу поголема загаденост в Сарајево отколку Скопје. Дали вие ќе воведете пар НЕПА, дали ќе побарате училиштата да се затворат времено, дали ќе биде бесплатен превоз за постарите, на пример, граѓани? Некои конкретни мерки. И на краток рок. Значи, прво, вие знаете дека пар не го прави градот Скопје. Добро, може ли веднаш да се уфрлам, ова го слушаме извесен период. Чека сега да му одговориме на човекот. Да се надоврзам, бидејќи слично е прашањето. Нели може вие да наложите, да побарате, да ги молите, да речам централната власт, да ја молите да воведе такви мерки? Ако сите го реагираат. И ве велите за пар НЕПА. Зашто вие не иницирате, не ги едноставно... А кој вели дека не иницираме ние? Вие знаете дека имаме писмо пратено. Видите, сега, ако сакате да направиме вие сите, јас сам да одговорам, не е добро. Дозволете на еден човек да одговарам. Ама и тој во прашањето во интерес на сите го постави, така. Не е проблем да му одговорам, постои конкретно прашање. Значи, пар непар поведува Министерството за животна средина, Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа е регулирано со закон и вие тоа го знаете. Ние како град Скопје минатата година сме побарале, еве сега навршија 10 години, ќе има комитет овие денови, ако не утре, задутре, за животна средина, ќе го отвориме и ова прашање. Ќе го отвориме како барање на градоначалниците и како мерка, која што сигурно тие ја знаат таа мерка, и за да видиме дали кој е методот, начинот на незината примена. Така да ние воопшто не седиме, како што рековте, со скрстени раци, не е точно дека ние воопшто не донесуваме никакви мерки. Во однос на, рековте дека домаќинствата се најголем причинител за загадувањето, односно според истражувањето, дали во однос на тоа смислите дека оние мерки за купување на пелети се маргинални, односно се символични со тоа што 196 домаќинства се премалку во однос на 100.000 па и поише луѓе кои што граѓани домаќинства, нешто кои што не се приклучени на централното парно граѓање. Значи, ние тие пари што ги издвоивме, сакаме на почетокот да кажеме дека оваа мерка е една од мерките која што ќе допринесе за намалувањето на загадувањето и дека грејењето на пелети е грејење кое што
дава значи кое што дава најмала емисија на штетни гасови во околината. Оваа година скоро ја дуплираме таа вредност. Владата на Република Македонија исто така донесе значи ќе донесе значи мерка со кое што многу повеќе пари ќе бидат предвидени за набавувањето на печки на пелети и не само тоа, значи што ќе бидат субвенционирани граѓаните, туку ќе бидат ослободени од царина, ќе бидат ослободени од ДДВ и слично. Вие знаете дека исто така и ќе се донесат и доста мерки за кои што исто така и градот ги правела и општините. Владата треба да донесе мерки со кои што повеќе ќе треба ние да купуваме велосипеди на електричен погон и при тоа се кажа кој прво од институциите ако се почне, од 4 автомобили, пример, 2 треба да бидат електрични. Оние граѓани кои што сака да купат електрични автомобили да бидат ослободени до одредена вредност ако купат со 3000 евра, со поголема вредност до 5000 евра да бидат субвенционирани и слично. Така да сето тоа се сплет на мерки кои што треба да овозможат намалувањето на загадувањето во градот Скопје. Дали денеска е аплицирано со средството со оглед на влажноста во воздухот? Молам? Дали денеска е аплицирано со средството? Значи јас знам дека минативе ден 2-3 дена се аплицираше. За денеска значи ќе одлучат службите кои што работат на таа материја, дали ќе се аплицира или нема да се аплицира. Мислам дека ќе се аплицира, меѓутоа одлучуваат службите од градот Скопје заедно со јавното предпријатие Комунална хигиена. А дали ќе се продолжи на други улици, бидејќи со оглед на тоа што го најавте викендов практично само на 3-4 булевара во градот е аплицирано? Да, ќе се продолжи на други улици. Еве и општината има и општини кои што веќе значи сака да се вклучат и општина Чаир веќе има возило во кое што ние веќе многу брзо ќе изработиме проект заради тоа што секаде наму каде што аплицираме со калциум, магнезиум, ацетат, значи мора да имаме сообраќајен проект на кој што треба да ставиме сообраќајни знаци со кои што ќе ги предупредиме граѓаните дека треба внимателно да возат. Тоа ќе го направиме и во улиците кои што општина Чаир ќе ги предложи, а воедно еве падна предлог од неколку градоначалници да следната година исто така се здружат во купувањето на возила кои што ќе значат чистење, миење на улиците и аплицирање со вакво средство за по улиците, зборувам кои што се од локален карактер, од кои што се под надлежност на општините. На социјалните мрежи граѓаните покрина петиција за стопирање на проектот Панорамско тркало со цел да се пренамена средствата за намалување на загаденоста која е. Тоа не е во нашата надлежност, мислам дека тоа се финансира од централната власт. Дали ги разгледавте предлозите што граѓаните ги дадоа во однос на најавениот протест што ќе се одржи во среда во паркот, односно пред фонтаната? Да, значи ги разгледаме и ги загледаме заедно со граѓаните и уште едно добре што ме подсетивте. Значи вие знаете дека топлификација беше под град Скопје. За жал, топлификација град Скопје нема. Топлификацијата беше приватизирана. И Белград има, и Загреб има, и другите. И како град, како градови можат да учествуваат во субвенционирање на вредноста и можат да учествуваат во проширувањето на таа мрежа. И мислам дека беше голема грешка што топлификација се продаде, се зема од градот Скопје и се продаде, исто како што се продадоа градски аптеки, ви кажа во една претходна прилика, градски аптеки Љубљана годишно пред 3 години, господинот Јанковиќ кој бев кај него, ми информира дека 25 милиони евра зимат од градски аптеки Љубљана, а ние зимаме една чиста нула или воопшто немаме градски аптеки. Така да, кога ќе ги споредуваме градот Скопје со градовите кои што се од поранешна Југославија, навистина јас би сакал да ги имаме истите ингеренции и кои што, а тоа ќе значи и исти приливи на средства, неголи како што сме сега доведени, каде што градот Скопје со централизацијата, која што настана во 90-та година, му беа одземени скоро сите јавни предпријатија и сите институции кои што беа под негова надлежност, и аптеките, и топлификацијата, и градски трговски центар, и Скопски пазар. Ние сме ретки кои што немаме пазари. Знаете пазарите во каква состојба ни се наоѓаат и околу пазарите каква е состојбата и колку се финансира од тие, па дури и да градските гробишта. Меѓутоа тоа не е тема денеска. Кога го кажав, само дали топлификација, доколку беше
под градот Скопје, сигурно дека градот Скопје ќе имаше многу поголема одговорност и многу повеќе ќе можеше да инвестира со оглед на тоа што ќе има своја надлежност.